појма немав што е читачка проба и мислев дека само треба да ги читаш репликите. Немам коментар за тоа од оваа гледна точка. Срамота. Си манифестирав, си викав, леле, ајде, као ја добив улогата. Како ти дојде идејата да се пријавиш на IDJ? Знам дека многу се срамаш ти да пуштиш глас. Да. Те не кеше да пееш. Но ја уште се срамам. За пеење многу се срамам. Сега да ми кажеш, пеј, испеј ни песна, ја ништо. У 3 животи не можам да ти испеам песна, ама кога морам, значи ти викам не крчме кога слушав како пееше, толку се зачудив. Да, сите се зачудија иначе. Никој тоа не го немаш очекува. покажано, ја не знам Да. зашто го немаш тоа покажано од себе порано. Дали си имала некоја фаза, то скороз би ја избришала ева како помала. Ми ја избришала фазата кога бев тука на кец и шишана. Пола глава тука ми беше на кец. Дали стварно? Колку години си имала? 10-11. Ако сам не си уништиш ништо, никој нема да те уништи. И ако не дозволиш некој да те уништи, стварно не може. Јас знам да си поставам некојаш големи очекувања. Едноставно мене ако не ми се свига, џабе. Што да се деси, ќе пројде. Тоа е и потребно за шоу бизнисот. Да, треба луѓето да те знаат по твоите квалитети, по твоите, еве, у моја ситуација, песни, дела. Ама ги интересира. Значи, таков народ сме, ги интересира. Здраво на сите, јас сум Стаси и во оваа епизода имаме Луна. Hello! Луна, за оние кои што не те познаваат, представи се. Па, јас сум Луна Бејков, имам 19 години, студирам на правен факултет, односи со јавност учам моментално и се бавам со пење, со глума и така натака. Која година си на факултет? Втора сум сега. Втора година? Да. Тоа е предобро. Дали понатаму, кога ќе се бавиш со некоја стручна професија, мислиш дека ќе ја тераш само таа професија или ќе продолжиш со снимање и со пеење? Па не, искрено да ти кажам, факултетот го запишав генерално ради моите. Така да, и мислам, у последен момент се одлучив за односи со јавност, ама некако со тек на време се поише и поише ми се засвигува и мислам дека ќе си го завршам убаво. Понатака имам некои амбиции да завршам и мастер, сакам негде во странство, се размислувам и политички науки да завршам, тоа ти се фактички 2 факултети, ама мислам дека тоа е премногу оптимистично, така да ќе видиме. Тоа е доста амбициозно и многу ми е мило и многу успех ти посакувам, стварно. Првично не беше на некој друг факултет? Не бе, на тој си бев цело време. Да, од прва година, првиот семестар бев во Србија, кога се вратив, кога се вратив положив све казнена сесија и се аситерам. Па добро. Да. Што правиш еве после часови кога ќе завршиш со факултетот? Како изгледа твојот типичен ден? Дали е кога имаш снимање, обврски или чисто така некој чил ден? Па ако имам некое снимање, обично го организирам да ми биде на ден кога немам факултет, пошто секој ден немам факултет. Чисто знам и да отсуствувам, што не е многу добро, ама ќе се подобриме со тек на време. Мојот ден, не знам, гледам да се видам со по еден човек да испијам барем едно кафе во денот, дали ќе биде тоа денски, дали ќе биде навечер. Многу сакам време дома да си поминувам, да си нарачам за јадење, да си седам, да си гледам серија или така нешто. И евентуално ти викам други обврски ако имам, не знам. Снимање, студио, сликање или било што. Многу ме интересира како ти дојде идејата да се пријавиш на IDJ. Јас што памтам, нели спремавме концерт со Тинкам, тоа мислам дека ни беше прв лайв концерт. Кога? Летоска, 2022, летоска после снимање на... Уствари за време на снимање на втора сезона? Да. Добра? Да. И знам, имавме генерална проба пред да почне концертот. И знам дека многу се срамаш ти да пуштиш глас. Да. Те не кеше да пееш. Но ја уште се срамам. Да. Ја не разбирам. И кога видов дека си правила за IDJ првата песна која слушнав, тоа беше врв. Ја бев у шок, мислам дека сите позитивно бевме изненадени. Да, пошто јас за пеење многу се срамам. Значи, уопште не ќам да пеам, пример, пред луѓе сега да ми кажеш пеј, испеј ни песна, ја ништо. У 3 животи не можам да ти испеам песна тука, вака сега, ама кога морам,
Си голтам и си идам, си искачам и си пеам. Многу ми е мило што си имаш ослободено, пошто стварно ти кажам песните, мислам дека 100 пати ти ги имам слушнат од IDJ. Знам, си ми кажала. Омилен настап, мислам дека што имаш настапувано на IDJ, не кршме. Таа песна толку прекрасно ја владееш. Таа песна и мене ми беше омилен настап. Се не се деси мојата песна, Признај, кај што си ја пеев. И се вратив тогаш после операција, некако пуна со енергија, сватив дека не треба да зимаш ништо здраво за готово, пошто можеш вака да го изгубиш. Да. И некако поише го ценев и поише уживав во процесот. И мислам дека тоа ми е некако најомилен настап. Заедно со Не кршиме нормално. Колку време беше таму? Колку време траеше? Првата аудиција беше на 31 август, а последното снимање беше на 24 декември, мислам. Така нешто. Така да, не знам, тоа е велда 3 месеци скоро. Не знам, не можам да рачунам. Која е твојата омилена соработка во песните што ги имаш снимано? Па имам, до сега имам само една соработка, сега за сега, и тоа е со Давид, со Young Daddy. Така да, таа. Што таа само ја имам. Не, знам, на IDJ се менјавте повеќе луѓе, бевте, например, со Стефан имаше настап. Аха, да. Па некако Дади ми е најдраг и приватно ми е драг и би кажала со него песната, пошто на прва многу ми се свигаше кога го слушнав демото. Таа песна ми е сега за сега, како колаборација ми е број 1. Најзадоволна сум од себе у тоа светло. Да, врв песна, стварно. И спотот некако многу ми се свигаше како излезе и се. Ако утре мораш да смениш професија, нешто не поврзано со пеење или со правото, што би било? Да не е пеење и да не е политика право. Да. Не знам. Некој интерес што го имаш карактер, еве, да не можеш да поминаш ништо да учиш дека е тешко, него чисто нешто што те влече. Не знам. Добро. Не знам. Ќе ти го одговорам прашањево, ќе размислам и стварно ќе ти го одговорам пошто ме заинтересира и мене. Треба да го размислам. Важи. Дали мислиш дека социјалните мрежи влијаат на несигурностите што ги имаме, дали во средно, дали на факултет понатаму? Да, мислам дека влијаат. Сепак зависи од карактерот на секоја индивидуа, нели нормално. Ама мислам дека особено кај средношколци, особено кај девојчиња, не викам дека кај машки не влијаат, ама мислам дека кај девојчиња повеќе влијаат и мислам дека во последно време некако хејтот на социјални мрежи и сајбербулингот е многу зголемен и дека луѓето не ја гледаат големината и не ги сваќаат последиците што може да ги предизвикаат од тоа нивно однесување и од тој нивен хејт. Така да мислам дека влијае и на самодоверба, влијае и на ментално здравје, мислам дека треба многу поише да се збори за тоа, да се работи. Прво родителите, мислам, децава што го пишуваат тоа, немаат ли родители? Мене тоа не ми е јасно. Скроз за така. Уште полоше од тоа, ми се возрастни, нереализирани, веројатно искомплексирани луѓе што седат дома, ништо не прават, ноза на маса и... Да, мислам би прифатила, да е хейт коментар од некој што го има правено истово. И што еве, и да не сака да помине чисто да искритикува некој што го има поминато ова. Се често луѓе што ништо од тоа немаат видено. Да, немаат никаков кредибилитет, никакво покритие да искоментираат било што, било која тема, ама ете интернетот им дозволува. Така да ја би забранила рутери на многу луѓе. Многу е така. Плюс коментираат на прво еве ако не се малолетни деца што доста себе во средно училиште, потоа понатаму мислам доста сме помлади од сите така што ни коментираат. Да, ама жалното е што во школа мислам дека образованието не е на тоа ниво да работи со децата за на некои такви теми. Мислам дека во школите е дозволено до негде од страна на професорите и од страна на кадарот, психолози, педагози. Мислам дека е стварно превише дозволено да се случува булинг и да деца да малтретираат други деца
има и професори што малтретираат деца и мислам дека тоа е онака одвратно нешто што може да се дешава, а за жал се дешава многу. Да. Дали некогаш ти влијал тој притисок што го имаме социјалните мрежи да бидеме совршени? Па и не и да. Мислам дека сама на себе поише си стварам јас притисок. Ама гледам да не пласирам нешто што не сум јас. Значи никој не е совршен, не можам јас да се сликам. Да, сакам сликите да ми изгледаат убаво, конкретно на Инстаграм. Сум за тоа да се средиш, да ти изгледаат убаво сликите, да запазиш на амбиентот на се. Ама, например, конкретно за TikTok, мислам дека е многу полабава варијанта и дека нема уопште потреба да фејкаме сега дека сме совршени или да се правиме нешто што не сме. Дали, ево додека сме кај притисокот од социјалните мрежи, влијаат на твојот стил? Дали некогаш имаат влијање? Па да, сакам да гледам, сакам да се инспирирам на Инстаграм. На TikTok не толку, на TikTok поише гледам глупости. Да, и јас. Ама да, си сейвнувам така сликички, што сакам, пример, тој аутфит да го облечам јас, сега нормално со мој печат, си менувам или шминка или било што, ама генерално тоа останува само сейвнато и никогаш не ми текнува. Да, ја така на Pinterest си скролам некогаш со сати со музика во позадини и сейвнам и не го отварам тоа наредните 3 месеци. Никогаш не се облакам, да, никогаш не го облакам тоа. Секогаш некако на крај сама си смислувам. Може би ми стои така позади во глава кога кидам на шопинг и да искомбинирам нешто, ама освен тоа стварно останува само уборот. Многу ретко. Дали имаш некоја естетика вака што ти се свига многу визуелно кога ќе ја видиш на некој, а не си тоа ти, не е нешто што би го облекла на сама себе? Мислам дека не, пошто мислам дека се што сум видела и се што сум сакала што ми се свигало, ако сум го пробала некако ми се свигало и како ми стои. Така да би рекла не. А која боја најчесто ја носиш? Црна, секогаш. Добро, гледаме. гледаме. Не би се облекла никогаш. Дали си имала некоја фаза на облекување што скороз би ја избришала ева како помала? Па не, ама би ја избришала фазата кога бев тука на кец и шишана. Пола глава тука ми беше на кец. Дали стварно? Да. Колку години си имала? 10-11. У пето оделение памтам, доаѓам у школа и имав некои розови менгиши стаено. А иначе до ден денес мислам дека мајка ми и татко ми ме натера да си шишам така, за да си прават они да им е смешно и да ми интересно. И уште сакав тука црвена да се офарбам или плава, нешто, не знам што сум мислела, тоа било пред скоро 10 години. И дојдов у школа, памтам, седнав на катедра кај што седеше наставничкава со розева менгиша вака, тука без коса. И како доаѓа едно по едно дете вака ме гледа и нив не им се веруваше. Значи буквално не им се веруваше. Памтам дека наставничката тогаш исто ми искоментира као доста лоши работи. Ама Многу сте биле мали за да се коментираа така некои работи. Да не ти раскажувам такви приказни ја какви имам од основно. Не е битно. Да, памтам, таа би избриш. Мислам, уствари па не би избришал. Интересни приказни. Пошто пак и тоа ми е дел од мене и некако сум била мала, а вака од повозрасна не знам можда некој аутфити. Знам, генерацијски доста кај нас имаше влијание тогаш кога бевме во карантин. Тогаш имаше инди фаза со bucket hats, све да е дреч. Тоа мене не ме привлекувало никош не ми се свиѓало. Па си мала среќа. Да. Мене малце ме фати таа фаза, ама многу малку. Среќа не ме пуштаа да искачам, така дома се седев. Среќа. Што тебе ти има помогнато да бидеш посамоуверена? Бидејќи мислам дека бар на мене, посебно на симање, верувам на сите таму, не може оставам впечаток дека си доста самоуверена. Стварно? Дека си многу сигурна во сама себе. Иначе сите тоа ми го викаат, уопште не е така. Мислам, понекогаш не е, нели сите имаме моменти. Па мислам дека многу ми помогна вежбањето. Тренерот, што ми е Јане, многу ми има помогнато.
луѓето околу мене, бидејќи сум обкружена со стварно прекрасни луѓе кои што ги сакам вистински, ме сакаат вистински, ме поддржуваат, се срекни за мене и некако ми е доволно, пример, со една другарка да отидам на кафе, да кажам една работа, пример, лоша и тука иде пола саат моабет и мене ние го викаме тоа, ми се оправа психата, буквално. Многу е така. А што е всушност нешто што ти ја руши таа самодоверба? Јас само. Мислам, ако сам не си уништиш нешто, никој нема да те уништи, и ако не дозволиш некој да те уништи, стварно не може. Ама јас знам да си поставам некојаш големи очекувања, да не ги исполнам своите очекувања, сите околу мене ми викаат дека сум била окей или не знам, топси, ама едноставно мене ако не ми се свиѓа, џабе. Те разбирам. Така да само тоа, или пример, не знам, да не вежбам одреден период, да јадам глупости и тоа ме прави некако да се осеќам, не знам, глупо. Не самоуверена. Те разбирам. Да. Мислам дека доста имам напреднато во самоувереност и чисто да сум си поддршка јас сама на себе. Да, те гледам, иначе да. Фала ти, пошто на снимање не... Мислам, обкружени сме со камери цело време и доста долги снимачки часови се. И, например, да ми кажат сите окей е сцената или не е окей сцената, јас еден мал детал, ако мислам дека не е окей, а мислам дека ќе се го вртам у глава наредните 5 месеци. Сериозно? Да. Многу имав проблеми со тоа. Па, например, јас знам дека што да се деси, ќе пројде. Мислам, живееме многу брзо време некако и што и да направиш, да хейтаат, нели, нормално, се смеат луѓе и се, ама секој чудо за 3 дена, значи се проаѓа. И проаѓа многу брзо. Кај мене у глава е многу пострашно. Знам. Све. Знам, ама треба да работиш на тоа. Имам работано. Добра сум, супер сум. Се си окей? Добро. Чисто некои грешки во снимање или не знам како ги изгледам на камера, некои знам, комплекси. Па не, нормално и јас исто, мислам. Особено у втора сезона Тин Камп која снимав. Ја не снимав втора. Ти не снимаш прва и втора? трета. Или да, ти не снимаш. Јас од некои слични причини не снимав втора сезона. Знам. Мислам, знаеш? Да, знам. Ама ете, затоа трета ја сними и беше... И трета мислам дека беше Врв, да. Многу ми беше интересно. Маврово бевме доста долго време, ама мене ми беше многу интересно и многу ми беше убаво. Друштвото ни беше топ. Да, друштвото ни беше топ, локацијата ни беше топ, онака се будиш, спиевме мале кукички, како се вика? Бунгалови? Па дали беа, да, може да се каже дека беа, да. Многу беа мали кукичките, беа соба, и креветче, туш и внатре во туш од чоја. Толку. Да, ама ние издржавме и беше топ. Топ ни беше. Памтам дека се вратив едно 5-6 кила здебелена од таму. Да? Не знам дали памтиш, ама јас секој ден, значи ние седиме на доручек, стига толкав тањир со пита. Јас ја јадам цела пита, нарачувам или пример ќе ми даде некој шумо, станало од доручек другарка или не знам. Ја и тоа го дојадувам, после тоа ручек, пак леб, пица, фурнаринки, не знам, некои такви ствари. За вечера не памтам се што имавме, ама памтам дека секој ден после вечера ние си нарачувавме палачинка. Или палачинка, или 3 леча, или 2. Јас знам, секој ден после вечера сите доаѓаа кај мене пред соба, пошто носев ко 2 огромни торби со грицки и глупости. Да. Сте се што ќе ни дадеш вечерва и мислам дека поише од пола јадење ми го изјадат другите. Па добро, планински воздух ваljda те тера да јадеш, а ние бевме сместени у планина и беше многу добро, пошто онака стануваш, гледаш коњи ти се шетаат пред врата, преубава беше. Атмосфера беше, многу беше убава атмосферата и не знам, мислам дека освен тоа што многу јадев, другото се беше топ. Да. Како се справуваш со стрес кога имаш некој хаотичен ден? Па, обично, не знам, немам некој механизам што го практикувам за да се справам со стрес, само знам дека
им се понашам на сите околу мене, значи што е многу лошо, ама после се извинувам нормално. И онака си легнувам у кревет, си ставам слушалки, дали ќе си пуштам нека песна, дали ќе седам у тишина и ќе кјутам и ќе гледам у зид. Значи, другачие не знам како да се справам. Еве, ако знаеш, помогни ми. Не, значи, ја така некако слично постапам. Мислам дека седам со тој проблем само да се дистракнам. Да, поболje да те пројде. Ќе одморам, да, и ќе пројде, стварно све поминува многу брзо. Пошка на овие години стварно немаме, мислам дека ние не сме ни свесни какви стресови не чекаат понатака и мислам неблагодарно е да кажам дека сум под некој не знам каков стрес, а јас се стресирам за колоквиум или за испит, што стварно не е толку big deal реално. Само тоа не е работа. Да. Бар моите така викаат. Да. Викаш дека најмногу нешто што те дига за самодорба е друштвото твое, луѓето што ги имаш околу тебе. Кои се некои red flags за некој да не ти биде во друштво? Сега не знам дали си менувала другарки, околина, друштва. Многу сум менувала, стварно многу друштва сум сменила. Ама си имам, мислам, ти зборам за поширокиот круг. Поблискиот и потесниот круг ми е од градинка и од основна. И тие луѓе стварно не би ги сменила за ништо и не ги менјам. Веќе буквално 15 години се дружам со некои луѓе и ми се до ден денес онака најдобри другарки. Многу е така. Мислам некои луѓе што биле од почетните фази со тебе и те знаат буквално како дишеш, дека ќе се тука со тебе. Да. Ни све. Да, и сум стварно благодарна за тоа. Red flags ми се неискреност, прва работа, а јас сум скенер. Ја го осеќам тоа и гледам кога некој не е искрен. И само, мислам, знаеш, се правам дека не гледам, ама полека си го отврлам. Тоа ми е првиот и најглавен red flag. Неискреност и многу мразам искомплексирани луѓе. Мислам, не ги мразам, не можам да кажам дека мразам некого, ама не можам да бидам во круг на луѓе што имаат комплекси. Многу е така и многу пример мене ми беше голема транзиција бидејќи ја бев навикната од кругот од основно и истите што ми се од основно ми се од градинка. И денес ми се најблиски и кога дојдов прва, втора година средно се здружив со сите. Мислам таква дружба имаме сите во школа општо и требаше да пројде неколку години да ги сватиш стварно луѓето какви се. Многу треба време да сватиш само какви си, ми беше малце тешко тој период да го надминам дека не секој ти мисли добро. Да. И не знам, тоа беше малце тешко за мене. Да, и ја уште пробувам до негде да го сватам тоа дека не се сите како тебе, не се сите како мене. Да, бидејќи јас го очекувам од сите тоа што јас сум, тоа што го давам. Да, и тоа е многу голем проблем и јас стварно сум имала многу потешкоти и сум плачела буквално многу, мислам, не вистински, него ме разбираш, поради другарки што едноставно не ги исполниле моите очекувања и само мајка ми има научено дека стварно не е секој како тебе и стварно не треба да си толку добар со луѓето. Да. Затоа што се голем дел ѓубриња. Да, многу е така. Мислам, ме сваќаш што сакам да кажам. Така да не треба стварно да го очекуваш тоа што го постигнуваш и од другите или да постапат у одредена ситуација така како што би постапила ти. Мислам дека секогаш треба да се запрашаш кога некој ти бара нешто, дали он би го направил истото за тебе и кога му правиш на некој услуга, дали он би ја направил истата услуга на тебе. И ако ти одговорот не, тогаш треба да ти биде јасно. Да, мислам дека не можеш од старт да ги просниш луѓето, ама секогаш од старт има некој ред флег што цело време ги занемарувам. И јас. Не е стварно така. Најмногу се гледа по успесите. У тежок момент сите кога знаат дека ти е тешко и ќе има некој тука. Секој ќе биде до тебе и секој ќе ти вика леле, многу ми е жал. Океј, јас сум тука за тебе, што и да треба пиши. Да, ама кога ќе успееш и кога ќе бидеш малце посреќен, кога ќе почнат да ти се дешаваат некои добри ствари, тука уствари гледаш кој
кој ти е вистински пријател и кој не ти е вистински пријател. Така да мислам дека на секој треба да му треба нешто такво за да свати и осознае кој го сака, кој не го сака и кој е тука, а кој не е тука. Но е така, пошто имав доста очекување, например, еве, почувајќи од Дајте музика, кога одскокна, беше стварно, мислам, многу голема емисија по тој Teen Camp. И однака продолживме со успеси, со снимања, со концерти, имав многу високо очекување од некои одредени луѓе што ми беа во кругот тогаш. Да те поддржат. И не го имаше тоа општо. И гледам дека меѓу себе општо генерацијски нема поддршка некој кој ќе проба да направи нешто повеќе. И тоа е, мислам, нешто што многу ги спречува луѓето да направат нешто. Да, затоа секој треба да си работи на психата. Пошто ако сам не се извлечеш, никој нема да дојде и да ти каже ај, Стаси, снима или не знам, работи. Треба да си се тераш сам. Ја тоа уште пробувам да го сватам и да почнам сама да си се терам, пошто иначе отиде работата. Да. Мислам, тука веќе ми е доста мило, кај што сум имала толку искуство од мала, еве, со медиуми, со публика, со јавност, кај што Евровизија. Сум ја поминала таа фаза и сега веќе кога треба стварно да работам нешто понатаму, да се градам, више го имам надминато тоа и тераме. Да, и си изложена на јавност од мала. Да. Си има тој позитивна и лоша страна, ама има, да. веќе мислам све во позитива кога ќе го надминеш. Да, па генерално повеќето работи се позитивни, се има некои работи што нели нормално се позадински и се не толку добри и знаат да ти влијаат многу и мислам важно е и со кого работиш пред се. Мислам дека е најважното. Многу е важно тоа. Ме интересира како ти дојде идејата за Teen Camp, за снимање, бидејќи еве ти викаш, мислам, верувам дека од мала го имаш тој талент за пеење, ама си се срамела. Што те натерало да отидеш во насока глума, а не директно во насока пеење? Па, многу спонтано излезе. Мене ми се јави Марија, Марија Јанче, нели? Ми се јави, јас знаев дека она глуми во Teen Camp. Она, ствари, мислам дека, да, кога беше првата епизода, или некоја епизода кај што она беше, кај што она имаше поише сцени, кај мене дома ја гледавме со неа епизодата и ја тука сватив што е Teen Camp. Пошто јас не знаев ни Дајте музика толку што е, бидејќи нели сум постара во тој момент и се тоа, ја знаев Green Forces нормално, ама серијата ја немав гледана. И Марија еден ден ми се јави и ми рече сакаш ли да дојдеш на кастинг? Цаци бара нови две улоги и се појавуваме јас и Стефан Ристевски. И ја и он уствари тука се запознавме. И од тогаш некако на многу проекти сум била заедно со Стефан. Да, Стефан беше тука со нас уште прва сезона со Марин заедно и кај на Марин таму и Стефан. Да. И цело време во Охрид имавме концерти, беше со нас. Цело време беше Стефан со нас. Ја не се знаев тогаш со Стефан, ама на тој кастинг се запознавме, на Цаци се засвиѓавме. Не викна на читачка проба, јас тогаш појма немав што е читачка проба. И мислев дека само треба да ги читаш репликите. Мислам, немам коментар за тоа од оваа гледна точка, срамота. Добро, сите сме го поминале тоа. Прво искуство. Веројатно, да. И памтам дека отидов, не знам кај бев, негде мислам во Рим дека отидов на некои 3-4 дена. И таму се викав, као авион, памтам си манифестирав, се викав, леле, ајде, као ја добив улогата, знаеш? И пошто сакав да почнам да се бавам со нешто, што од мала сум го сакала и сум знаела дека го сакам, ама никогаш не сум си креирала прилика сама за тоа да ми се оствари. Не имало прилики за тинејџерски серии? Да, па немав некоја конкретна прилика. Претходно имав глумена само во театар за деца и младенци, во еден мюзикл како мала, ама тој никој не го знае. Се не памтам никако се викаше мюзиклот, памтам на кастинг бев со дедо ми, ме одбра и неколку представи изигравме там. Тоа е пресладко. Исто и јас бев во актинг школата на Весна Петрушевска. И ние во Македонски народен театар цело време имавме часови представи снимавме. Си идела кај Весна на часови? Да. Ја не сум знаела. Многу години идав. Весна е супер. Врв.
Сега не знам дали шо прави, дали Мислам дека уште има ја има школата. Да, да. Да? Сигурно. Супер. И идовме, имавме представа Нашата љубов и многу гледаност имаше, многу ја игравме, дури по 2 пати у ден ја игравме, сите основни училишта беа да гледат, но мислам предобро искуство. И знам Цаци дојде на, мислам сите дојдоа на кога игравме на голема сцена. Добра. Представата ја гледа. И тоа беше цела возбуда, веќе не вика, значи доаѓаат тука на кастинг, мора сте најдобри, ние сте тука возбудени. И така Цаци тебе те зема за дајта музика? И така, мислам, плюс имавме ние накнадно кастинг после тоа, во балетска сала во Моната Леле Кукуку, го памтам толку вчера да беше. Толку треба монолог читавме, па песна требаше да пееме, да играме. Мислам, тоа беше врв, мислам. Да, многу ми беше страшно тоаш. Мене тоа ми е, значи многу бев послободна и многу бев помал, имав кога 10 години, 11. Да, валјда кога си помал. Многу бев слободна. Да. Полесно е валјда кога си помал, не знам. Да, не се фокусирав премногу, чекај како ќе изгледам сега, како ова, како она. Да. И така не одбра. Да, и мислам дека е преубаво искуство се тоа. Пре. Мислам, целото детство така израснав јас со дајте музика, со Тинкам понатаму. Миха, мислам дека тоа беше една многу убава ера, многу убав период и ми е жал што нели заврши. Ама ќе се случуваат нови ствари понатака, сум 100% сигурна, така да ќе биде добро. Ќе имаме уште проекти, ако не заедно индивидуално сите сигурна. Нормално да, па сите си работиме индивидуално. Ја нели после отидов на IDJ и таму некако набилдав самодоверба, нели ти кажав уствари покасно, ама мислам дека и тоа беше едно супер искуство. Спремаш некои нови песни, планираш да вадиш? Да, спремам една многу убава нова песна. По-бавна е, некако ми доаѓа вокалот до израз. Тоа, значи ти викам не крчме кога слушав како пееше, толку се зачудив. Да, сите се зачудија иначе, тогаш. Никој се немаш покажано, ја не знам зашто го немаш тоа покажано од себе порано. Па не знам, некако па ќе ти кажам, не сум имала конкретна прилика и не сум некој што по секоја цена сака да направи нешто. Например, сега во моментов немам извадена песна од дуетот со Јак Дади, што е доста време, ама не би рекла дека го чекам правиот момент, него чекам и јас да бидам 100% фокусирана на тоа и да биде 100% по мои очекувања, да не ми биде после криво и Па и тоа е најважно. Па да, квалитетот е пред се. Значи, квалитетот ми е онака број 1. Нешто што сакам да, барем во музиката, си гледам да си биде запазена. Не ми е толку битно да сум цело време активна и да вадам песна на 2-3 месеци, а тоа да биде некоја песна што ќе биде без поента. Да. Мислам, песните ти се хит. Искрено ти кажував, генерацијски, помала сум, да, многу ги слушаат и помалите знам дека ги слушаат. Да, вчера иначе Дарија ми се јави од Белград и ми кажа дека денес ја слуша у школа, признај ова, она, викам, вау, уште ли? Да. Не очекував за таа песна, не очекував дека ќе постигне толку колку што постигна, ама ми е у секој случај многу мило. Многу. Ми се свига песната, стварно. Многу ми се свига. Вака кој што збориш, претпоставам дека си преоптоварена со работа, со планирање и слично. Кој хоби би сакала да го започнеш еве, ако имаш повеќе време? Ако имам повеќе време, би сакала да почнам да се бавам поактивно со графичкиот дизајн и некако со некои креативни такви работи, пошто сега завршувам академија и некако последниве денови не сум толку на тоа фокусирана поради некои други обврски, но ете тоа. Имам некои други планови, ама тоа на никој буквално го немам кажано, така да нема ни сега да го кажам. Ако најбоljе да го чуваш за себе до последен момент, верувам. Да. Дали се пронаѓаш со улогата Ема што ја играш во Тинкамп? Апсолутно не.
Пошто Ема мене ми има оставено впечаток како да е лик кој што трча по машки. Некако така. Нели? Да, дел од улогата и беше тоа. Да, пошто нели едно време беше со Фили, после нели имаше некои симпатии према Коста и после тоа со Милош. И некако како очајна некако беше Ема. А ја у приватен живот сум, знаеш, све спротивно од тоа, значи мислам ме знаеш. Да, преголем акцент имаше на машките, кod девојчиња околу машки, девојчиња околу машки. Преголем акцент имаше на тоа Тин Камп. Да, многу беше тоа. Значи секогаш беа девојчињата тие што трчаа по машките. А у приватен живот е обратно. Обратно. Мислам бар кај мене, така да не знам. Нормално. За другите. Прва сезона имаше Милош беше со Дарија. Леле, да. И Милош трчаше по мене, имав една прејака сцена, значи мора да гледате. Он нешто како ми доаѓа во соба, ја мамам шамар. Го знам и тоа. Го знам тоа. Го гледав. Така да, имаше некои интересни пресврти, ама Милош не беше на центарот како на сите девојчиња во серијата. Па генерално да. Да. И у трета сезона, и у втора сезона, и у прва. Да. Освен во делот на машките поднесување, мислиш дека некаде имате некои сличности? Никакви. Ема беше многу глупава. Многу. Да. Мислам, не би рекла глупава, би рекла наивна и би рекла пробува да се вклопи во друштво каде што Не припаѓа. не е прифатена и едноставно не припаѓа. И тоа тотално не кореспондира во од ниеден аспект тој лик со мојот карактер, ама од ниеден. Нула, значи. Ни стил на облакање, ни однесување, ни вкус за Ти машки. имаше многу сладки аутфитс, многу сладки комплетчиња. Да, у трета сезона особено имав тоа розевкото, тоа бело-розево со линии, беа како комплетчиња и некако и косата убаво ми беше направена. И од изгледот сум многу позадоволна во трета сезона отколку во втора. Јас во ниедна. Ама, добро, таков ми е мене карактерот, кој датира од Дајте музика и само ми се развива карактерот. Да. И многу интересно тоа што играш некоја улога што не си ти, кој скроз противно, интересно е кој експлорнуваш нов персоналити. Да, скроз. Ама тоа е персоналити што никад не би сакала да го експлорнам. Да, ама нормално во усврха на серијата супер беше. Да. Дали ти кореспондираш, пошто ти си се глумеше фактички себе, ти беше Стаси. Дел, да, значи на почеток Наташа како улога во Дајте музика, прва и втора сезона беше најголема прчла, најмногу се караше со сите, мислам дека секој епизод ми беше јас како се карам со Филип. Многу ужасно бев главна на Старо мало, многу така некоја дрска улога имав. Да. И со тек на време втора сезона или трета сезона дојде бендот и тука веќе моравме кога да имаме посложено и тука веќе карактерно се посмирував. Вајда како растела улогата, како еве ние како растеме, се менуваш како личност. Вајди тоа беше као центарот на улогата и потоа веќе дојде Тин Камп. Што беше скроз нов концепт. Да, мислам, беше продолжение, идеме на музички камп, ама стварно скроз све ново беше. И тука веќе на почеток имав тој акцент као јас се расправам, јас сум тука главна, ама веќе у ситуации, уз дружба, у све скроз изгуби, станав нормална. Така да, веќе до трета сезона бев ја. И, например, еве снимавме роден денот на Боно, тркање, ко ја и ти бевме тие што бевме као не се тркаме, нема шанси, си идемо тука. Да. Така да мислам дека бевме мозокот у друштвото. Па да, ние бевме разумот у друштвото. Па ета, можеби за тоа кореспондирам. Да. Приватно, затоа што и јас не сум приватно за некои ризични такви екзибиции, пример возење пијани, мислам не сум, као стварно сум против тоа. Се што ти го загрозува здравјето и животот, сум против, пошто гледаме што се дешава околу нас.
особено годинава, какви работи читам и до ден денес секој ден станувам со нешто, дали сообраќајка, дали насилство према животни, ја не знам стварно, мислам дека ситуацијата е искочена скроз надвор од контрола моментално и поради тоа сум и многу против тоа, стварно. Да, те разбирам, скроз мислам, верувам дека знаеш, и целиот концепт на третата сезона ми беше многу при срце. Знам. И многу вложив во улогата и многу сите сцени си ги сваќав при срце, се соживеав со третава сезона. Да, стварно убаво искуство ми беше. Да. Некои сцени ми беа ментално тешки за снимање. Знам, верувај ми. Значи ние сме го збореле да тоа и со Ања и со Стефан, колку секоја чест за тебе. Фала ти. Затоа што тоа што го направи ти, мислам дека 99% не би можеле. Стварно, ја не би можела. Мислам, окей, сега не е таков подкастот, ама сериозно, многу бевме горди сите на тебе, многу. И не кефме да ти збориме тогаш, пошто знаеш да не ти направам сега некој тригер, Ама ми значи, многу себе знаеш си дека ми значи. Знам дека ти мислам, ние после тоа секако сме го правеле муабетот многу пати, така да Мило ми што имам оставено впечаток Да. дека сум ја завршила работата и дека сум била точна. Да, скроз. Барем кај мене и кај моите блиски од таму. Мило ми е. И многу ми се има погодено друштвото на Тинка. Мислам, Удајте музика, ние ептен бевме помали, сите се дружевме ептен, ние што бевме друштвото, колку бевме петорица, шесторица, и од Тинкам веќе беше ново. Да. Ние бевме најмали, ја Михи и Филип бевме најмали. И вие, мислам, не дека е некоја драстична разлика у години, ама тогаш беше. У тој период и тие 2 години разлика менуваат. Да, и сега третава сезона многу, стварно многу ми легна, многу ми беше убаво. И мене ми беше многу убаво. Мислам, имаше стресни периоди, по 12, некогаш и повеќе сати снимавме, некогаш од 4 сабајле до касно вечер. Мене ми е криво што не уживав толку на концертите. Да? И сега некако ми фали тоа да имаме концерти. Да, сериозно, долго време сме Баш немале ми концерт. фали. Да, не сме имале. Баш ми фали све тоа, не знам, пење, кога идевме у студио да снимаме песни. Ти тек колку песни имаш снимено? Да. И за Дајте музика, за Тин Камп нешто имаше снимано? Да. Да. Дали ти пречи некогаш дека има некои артикли кои што многу детално влагаат во твојот живот, многу навлагаат во приватноста? Мене лично не ми пречи, поради тоа што до негде и сама си го предизвикувам тоа преку тоа што си постирам и дел од приватниот живот на Инстаграм. И мислам дека секој што одлучил да се бави со јавна професија треба да биде спремен на се. Прво живееме, мислам јас живеам во Скопје. Скопје е многу мал град и Македонија е мала и секој со секој се знае, секој знае секој што прави. Мислам повеќето. И мислам дека секој што се одлучил, ти викам, да се бави со таква професија, едноставно треба да се биде спремен дека ќе биде изложен на тоа и не може секогаш да се прикрие. Така да мене лично не ми смета. И не знам, не ми смета. Знам на пример на доста луѓе што им смети, имаат превземено некои мерки као какви мерки може да се превземат? Па ги имаат контактирано како ве молам немојте, или имаат на пример еве постирале чисто дека се номер или нешто ко стрикно сега за работата само постираат и некој дел од приватниот живот не го постираат веќе. Значи не знам. Тогаш тие луѓе валјда не треба да или не треба да постираат или треба да пробаат повешто да се скријат. Фер, пошто мислам, еве, и ја и ти доста си, мислам, постираме ние на социјалните мрежи, на Инстаграм си постираме, така да верувам, што и да исклучи некој како таков аспект, вамо се сега тоа права, дека не е страшно. Па не е страшно, мислам... Интересно е. Не е дека, мислам, за мене конкретно, мислам дека до сега немало некој муабет лош или... Да.
нешто што мене би ми сметало, ама и да направам нешто и да направам некој гаф, нешто смешно, па луѓето да ми се смеат. Едноставно тоа сум јас, тоа сум била јас во тој момент и така сум мислела дека е најправилно. Сите сме луѓе, мислам, грешиме. Па ќе ти кажам и тоа ќе помине, така да некако не ми смета. Да, И мислам дека и тоа е и потребно за шоу бизнисот, бидејќи да, треба луѓето да те знаат по твоите квалитети, по твоите, еве, у моја ситуација, песни, дела, нели? Ама ги интересира, значи таков народ сме, ги интересира со кого си во врска, ги интересира кај пиеш, се ги интересира, буквално се ги интересира. И мислам дека стварно секој треба да си е спремен на тоа. Фер, многу фер. Според мене, сега може некој не се слага, ама негов проблем. Зона, фала ти што дојде денес. Мене многу ми тргна муабетов, многу ми се свигаше. Муабет чист на кафе што би си го правеле. Да, тоа сакав ја да ти кажам. Значи прв пат доаѓам на интервју кај некој што приватно сме блиски, сме работеле, се знаеме и некако многу послободно се чувствував и ми е баш мило што ме викна и фала ти. И ви посакувам многу среќа со подкастот, ги гледав и другите водители, Горјан го знам од основно. Калина, се викаше другото девојче, не за неа знам, ама многу ми е интересна. Многу ми се свигаше, гледав дел од подкастот со... Многу ми е мила. Супер, стварно многу ми се свига и студиото ви е врв направено. Фала ти, те многу работи имаме вложено во све ова, се не гледа. Само ние сите што се позади нас. Се гледа, да. Така да фала ти што многу. Фала ти на тебе. Се гледаме во следната епизода. Чао. Чао.